кој го вршил нелегалното прислушување во Македонија, од каде се појави аудио снимките, кои во моментов ги има СЈО и на темел на нив покрена голем број обвиненија против функционери од поранешната власт. На денешното продолжение на судскиот процес Таргет Тврдина на специјалното јавно обвинителство, свиркачот Звонко Костовски као сведок тврдеше дека УБК имал опрема за такви квалитетни снимки, но материјален доказ за тоа да го потврди не изнесе, бидејќи, како што рече, немало. Ваквиот пресврт, според поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, кој обвинет во случајот, потврдува дека не може да се гарантира дека не прислушувал некој друг. Тој го потсети Костовски дека заедно биле на презентација на мобилна опрема за прислушување во неговиот кабинет во УБК, кога и двајцата виделе дека во ист момент се следат комуникации на 30 корисници. Опремата по случајен избор ги фаќа броевите од најблиската базна станица, па така го видов бројот на мој пријател чиј разговор го слушавме. По тоа што заедно го слушнавме, како можете да гарантирате дека некој на ваков начин нема извршено вакво прислушување? Системот за прислушување кој го гледале на презентацијата, според зборовите на Мјалков, можел да детектира дали такви уреди има од страна, а во извештајот на израелската фирма Reason стоело дека во Скопје истите ги имало. Поранешниот директор на УБК го праша Костовски зошто како што претходно сведочел прислушуваните разговори од системската сала ги снимил на USB стик, пошто ги префрлал во неговиот компјутер во канцеларијата во УБК, за на крајот да ги сними на CD и да ги даде на Ѓорги Лазаревски, кога можел едноставно да го изнесе стикот, па дома без ризик да го пресними. Зошто сте правеле ризик да внесувате DVD од надвор, сте ризикувале да ги снимате разговорите во вашата канцеларија каде што некој можел да ве види, а потоа истото DVD сте го изнесувале надвор, кога сте можеле малото стикче без никој да ве види да го изнесете надвор. Звонко Костовски за случајот Пуч беше осуден на 3 годишна казна затвор, а од таму излезе по аболицијата на поранешниот председател на Македонија, Ѓорги Иванов. На крајот на минатата година, тој и другиот свиркач, Ѓорги Лазаревски, од страна на министерот Оливер Спасовски, беа вратени на своите стари работни места во МВР.